Кога бевте вие ученик, ќе ве вратам, или студент, што е оно што вам лично најмногу ве недостигаше, ве нервираше во процесот на образование и кога станавте министерка си рековте сега ова сакам да го променам затоа што мене лично ми пречеше? Мислам дека малиот период на седење во школа. Сега, никој не сака да оди во школа, ама да седи во клупа. Вие сакавте повеќе да седите во школа? Сите сакавме повеќе, но да имаме други активности кои што се надвор од клупата. Тоа беше дружење, спортски активности, секции, хор и се останато да биде организирано околу школата, затоа што па и сите како ученици после школа имавме обврска да одиме на различни активности во соработка со родителите. Странски јазик, спортска активност, некоја секција и така натаму. Но ако сето тоа е организирано во школа, останувате да се дружите со децата во тој момент кој што ги сакате, кои што ви се другари, а при тоа паралелно учите. И сакаме да создадеме такво основно образование во кое што учениците сакаат да останат во училиште, затоа што вие со најмалите да зборувате денеска. Тие сакаат да бидат во тој простор. Другарите им се таму, светот им е таму, но треба да биде организиран и надвор од столчето и клупата, туку во и околу училиштето. И за такво образование денеска се бориме. Како студентка навистина ми фалеше многу пракса и токму затоа уште во втора година, затоа што јас сум социјален работник по мојата професија, почнав да работам на различни програми, проекти надвор од факултетот за да осознам што во суштина значи работата на социјалниот работник со поединец во локална самоуправа, со група, со семејство, затоа што се сето тоа различни подрачја за кои што ако немате искуство, џабе теоретски завршувате факултет. И затоа препорачувам сите факултети да навистина се вложат да на студентите им дадат вештини и знаења кои што понатаму ќе ги практикуваат директно кога ќе се вклучат на пазар на труд. Инаку се чувствуваат младите луѓе често пасивизирани по завршување на факултетот затоа што едноставно ги немаат вештините со кои што понатаму треба да се конкурентни и да се борат. Ви благодарам за интервјуто. Ви благодарам на можноста.